Ви благодарам на вниманието, повелете прашања. Само кренете рака, микрофонот и повелете. Поздрав. Многу војници ја напуштат работата поради лошите услови. Вие ветите зголемување на платите од 10%. Но тие велат дека ова покачување не е доволно. Што ќе направите после ова? И можете да ни кажете со број колку војници ја напуштија работата? Знаете како, предпоставувам дека нема професија, вклучително и вашата, во која што ако го поставите прашањето дали е доволно зголемувањето на платите, нема да речат не. Меѓутоа, 10% е 10% поени повеќе од минатата година. И исто толку повеќе од пред 2 години. И пред 4, и пред 8. Јас сум свесна дека платите не се единствениот услов. Меѓутоа, платите покажуваат однос на државата кон војската. Ова е првиот гест кој што владата одлучи да го направи. Вториот потез е она за што зборував претходно, а тоа е инвестирање во опремата која што им дава на војниците и чувство дали вршат важна работа и дали таа нивна работа се цени. Има и други прашања кои што се битни. Нивната сигурност. Одлуките дали денеска ќе работат во една општина, а утре ќе мора да се преселат на 100 километри подалеку. Начинот на кој што ќе се транспортираат. Условите за работа кои што ќе им бидат дадени. И така натаму. И јас сум свесна дека со едно покачување или со ова покачување на платата тие проблеми нема да исчезнат. Меѓутоа сум свесна и се надевам дека особено професионалните војници, подофицерите, офицерите ќе бидат свесни дека политиката кон нив се менува. И затоа и на последните спортски игри на вработените во одбраната и во армијата кажав дека политиката се менува, но дека сега ни треба и нивната поддршка во насока на реформи. Реформи не се пишуваат на хартија. Реформите на крај ќе се спроведат во секоја касарна и на секој полигон. Ако тие не ги прифатат, нема да бидат успешни. Меѓутоа, убедена сум дека таа поддршка од страна на воениот состав, од страна на луѓето кои служат на државата и на армијата, ќе биде многу важна за Македонија. А кога Македонија оди напред кон НАТО, оние 2% одат во одбраната. А кога 2% или околу 2% одат кон одбраната, платите и условите во кои што работат ќе бидат секој ден се подобри. Така што мислам дека беше прв, а свесна сум дека не е доволен чекор. Сето она што го говоревме, вложување во нова опрема, вложување во подобри услови за работа, не е наменето за политичарите, не е наменето за другиот дел од јавноста, но е наменето за оние 7-8 илјади кои што живеат и работат во одбраната. А со број колку војници дале отказ во текот на ова година? Јас не можам да бидам сигурна колку дале отказ. Еден дел од нив ја губат работата и заради тоа што не се појавуваат доволен број на денови, повеќе од 3 дена ако не се појавиш на работното место, го губиш. Меѓутоа бројката секоја година е негдека над 200, над 300 војници. Така што еден дел од новите професионални војници кои што ги ангажираме ќе бидат и да се надомести тоа губење во изминатиот период. И оно што мислам дека е уствари многу важно за професионалните војници, следната година убедена сум дека ќе успееме после долго време да организираме курс за подофицери, за да можат оние кои што се професионални војници да се надеваат и на развој во кариерата, бидејќи до овој момент тоа практично им беше оневозможено. Целта ни е да направиме таков специализиран курс, да можеме дел од професионалните војници, најдобрите, да бидат унапредени, а на тој начин и нивните услови за работа се подобруваат. Добро, уште едно прашање. Повелете. Од независниот синдикат велат дека непроверени војници се пратени во мисијата во Афганистан. Значи, според нив тие се отидени пред да се заврши обуката. Зошто тоа така? Значи, се Одговорно тврдам дека тоа не е точно. Одговорно тврдам дека никој не е испратен на мисија без да ја помине неопходната обука. И апсолутно сите ги поминале соодветните тестирања. И на физичка, и на здравствена, и на друга, англиски и така натаму, друг тип на подготовка. Она што е разлика оваа година, и кон таа промена ќе се придржуваме како влада без компромис, е дека секој контингент, секоја ротација на војници,
особено во делот на професионалните војници, не во делот на офицерскиот кадар, нема да дозволуваме едни исти луѓе да одат по неколку пати во мисија, а при тоа интересот за учество во мисија да е толку висок. И ова е прв пат, практично целата ротација, да биде составена и од војници, и од подофицерски кадар, од луѓе кои што никогаш досега немале шанса да одат во мисија. Тоа не беше лесно да се до крај принципиелно да се издржи како позиција, меѓутоа рековме дека сакаме работите да се менуваат и ова беше начин да покажеме дека се менуваат работите. Оние кои што се разбира во Македонија има многу војници кои ги задоволуваат условите и не можеме сите да ги пратиме во мисија. Сега се отвараат можностите за поголем број на припадници на армијата кои одат во мисија и се надеваме дека тоа ќе биде и дополнителна причина за голем дел од нив да бидат добри војници и да продолжат со ангажманот. Ако може ваш коментар, значи за целата ситуација со Државната изборна комисија, откако Джейс Бейли не искара дека трошиме пари на неправилен начин, односно дека членовите на Државната изборна комисија на затворена седница си поделиле 12 плати, од кои што 4 за изборите локални. Може ли ваш коментар, колку што последните сознание дека секој од нив доброволно ќе одлучи дали ќе ги врати парите? Вие знаете дека владата не ја бира ДИК и во тој поглед многу сме внимателни да не испадне дека владата се меша во работата на некое де факто регулаторно тело. Но нашиот став од првиот момент беше јасен. Оваа влада беше избрана за да не биде иста како претходната. Оваа влада беше избрана заради тоа што вети дека политиките и одлуките и однесувањето ќе се менува. Тоа значи не само да водиме сметка за законот, туку да си го поставиме прашањето и дали некои одлуки се етички и политички коректни. Бидејќи не ги бираме, меѓутоа некои од членовите ги номиниравме и наши представници гласаа во собрание на таа тема, сакам да ги информирам, очигледно не е дојдена информацијата и до вас, дека денеска членовите на ДИК предложени од Социјалдемократскиот сојуз поднесоа оставки и ги вратија парите кои што беа донесени со една одлука непозната на јавноста. Ова мислам дека е порака која што и тие и сите ние ја испраќаме до јавноста, дека прифаќаме критики, дека критиките можат да бидат позитивни и дека таквото однесување оваа влада нема да го применува, ниту пак ќе го прифаќа. Не сме исти и превземавме обврски и во нашето секојдневно однесување тоа да го покажеме. И навистина сакам да го поздравам тој нивен гест. Сметам дека е тоа голема поука за сите избрани личности во Македонија, сите кои ја добиле нашата доверба, вклучително и ние. Сметам дека тоа ќе отвори дополнителни дискусии, а владата ќе покаже и во следните денови дека во вакви ситуации нема да бега од одлуки. И ова одлука нетранспарентно е донесена сега на пресека. Не е одлука. Не, ова е лични се оставки. Дали кај професионални војници порано беше проблем нивното кој ќе исполна старосна пенсија, значи немаат каде да одат. Порано беше пополнувани со повеќе партиски војници што не ги исполнуваат стандардите. Дали со буџетот и дали одбраната планира тоа некако да го реши или има некое решение што кога ќе исполна старосната граница, или треба да одат тие во приватно обезбедување, или треба криминалци да станат. Во моментов има одредени членови кои што дефинираат дека по наполнување на бројот на години, неопходен со поминување на старосната граница, еден дел од нив се распоредуваат во институции каде што вршат сродна работа. Стражари, полиција судска, полиција шумска и така натаму. Јас не сакам да импровизирам, ова е една од големите теми која што ќе ја дискутираме во рамки на изработка на стратешкиот одбранбен преглед. Од една страна, тоа е и голем проблем за професионалните војници. Голем дел заминуваат во странство на мисии преку контрактори, не преку Македонија, за да обезбедат пари за
после изминување на старосната пензија. Меѓутоа, наместо да лицитираме со политички вакви решенија, треба да најдеме решение кое што ќе биде јасно дека е одржливо, дека за тоа има места и пари, и точно да се знае секој војник дека може да смета на некаква поголема сигурност после тоа. Една од сугестиите која што ја имаме е дел од професионалните војници кои што ќе ги наполнат бројот на години неопходен за завршување на договорот, да бидат дел од нив барем користени како цивилни лица во служба на армијата. Бидејќи ако ги погледнете структурите на АРМ, еден дел, освен војници, офицери, подофицери, се и цивилни лица, и тука некој пат се потребни и стручни знаења, кои не треба од нула да ги создаваме. И навистина ми беше чудно кога видов колку малку практично се префрлаат како цивилни лица на служба во армијата, повеќе се зачувани во состав на Министерството за одбрана, каде што и не се толку потребни, наместо да бидат дадени во армијата за да дадат поддршка на основните функции на армијата. Меѓутоа, тоа треба да биде еден од заклучоците на стратешкиот одбранбен преглед. Повелете. Значи, првото прашање е поврзано со почетокот на преговорите за името кој треба да се одржи во текот на наредниве денови, односно почнува денеска во Брисел. Кои се вашите очекувања и како ќе се одвиваат тие преговори, односно што се очекува од нив? Второто прашање е поврзано со тоа зошто досега не е избран министер за здравство, зошто толку се чека, бидејќи станува збор за еден ресор кој го погодија многу работи во изминатиот период, а веќе се најавува и замена на министерот за локална самоуправа, односно излегување, протерување на партијата НДП од владата. Значи, кога планирате да ја го пополните тоа место и дали се планира нов министер за локална самоуправа? И третото прашање поврзано со ова, со ДИК, бидејќи и во Министерството за одбрана беше голем проблем со делење на тие такви средства, аванси, невраќање на аванси, дневници непотребни. Дали до сега е откриена некоја малверзација од како вие сте министер, од луѓе кои се поставени од вас? И поднесо членовите на ДИК оставка, да, меѓутоа функционерот кој вие како влада го поставивте, директорот на Агенцијата за развој на туризам уште не е разрешен, не е сменет и е поднели си зел за право да си патува на начин кој не е соодветен со неговата позиција. Што ќе правите со она? Фактички 4 прашања изгледа. Јас кажав една реченица, која мислам дека така не беше успат кажана. Реков, примерот кој што го имаме сега со членовите на ДИК е одлука на двајца членови на ДИК. Меѓутоа, со тоа испраќаме и порака како влада дека ќе носиме одлуки и дека таквото однесување нема да го толерираме. Одлуки се носат на седници на влада и некои од овие теми веќе ги имаме отворено. Не е прашањето еден или два или 10 примери, битно е сите избрани функционери во владата и од владата да знаат дека нашето однесување и нашите одлуки секојдневно се на тест на јавноста. И дека секој од нас мора да може да ја одбрани одлуката ако одлуката се брани. Ако не се брани одлуката, ако ја криеш одлуката, тогаш очигледно е погрешно донесена одлука. За погрешно донесени одлуки во оваа насока, владата ќе влече потези и ќе покаже дека не сме исти. Што се однесува до одбраната, јас и на една предходна пресконференција ваква кажав дека во делот на авансите особено и службените патувања реално постоел хаос кој бил толериран, по мене и создаден намерно, за да сите бидат подеднакво замешани во едно неетичко однесување. Кога вие немате подзаконски акт кој го регулира репрезентација на соодветен начин или аванс, лесно е на тие кои што ви се блиски да дадете, како што беше случај еден, 5000 евра за дводневно патување во странство. Дури не е ни на далечна дестинација. Не сакавме од тоа да тераме политика, сакавме да го прва моја цел беше да се заштити буџетот, а не да се води политичка битка. Затоа буквално 2 летни месеци ги посветив на тоа секој од личностите кои што имале невратени аванси да има шанса да ги врати,
да ја примат сите пораката дека вака веќе не може и дека не може да се подпишуваат патни налози, а после некој сам да си пишува колку аванс ќе зема. И најголемиот дел од луѓето ги врати авансите. И тоа покажува дека ако одгоре немате амин, никој не прави недозволени работи. Има одреден број на личности кои што не ги вратија авансите и за нив се води судска постапка. И јас се надевам дека во кус рок ќе можеме да си ги обезбедиме назад и тие пари. Од 1 септември воведовме нов правилник кој што ја декларира, кој што точно дефинира што се подразбира под репрезентација. Дека не е репрезентација ако јас со мои блиски седнам и ручам или вечерам во ресторан. Репрезентација ако имам некој гостин, за кој има гостин од странство или тука, за кој што има оправданост да се покрие таков трошок. И дека секој трошок треба не само да биде подпишан, туку дека треба да биде образложен во која прилика е направен. И тоа е причината зашто тие трошоци за репрезентација се намалуваат. Големите системи се потешки за контрола, меѓутоа првичните информации беа позитивни. И јас очекувам дека кога има систем, сите ќе се прилагодат на системот, а нема да го злоупотребуваат. Истото го правиме и со трошоци за мобилна телефонија, истото ќе го направиме и со другите трошоци кои што се во рамки на Министерството. Може би се ситни како сума, ама се крупни како промена во однесувањето. И да се вратам на првото ваше прашање. Ова е прва средба на медијаторот со представниците на Македонија и на Грција. Не очекуваме чуда, би било тоа нереално, но очекуваме и од наша и од нивна страна да се испрати политичката порака дека сакаме да разговараме за квалитетно решение кое што ќе им помогне на двете земји, кое што ќе му помогне на регионот и ќе ги подобри и нашите билатерални односи. Тој знак на охрабрување би сакале да го видиме дури од првата средба. Аз извинувам, второто политичко прашање. Свесни сме дека оваа тема е многу важна и ние не бевме особено задоволни што волку долго траја разговорите. Уште во текот на денешниот и утрешниот ден, председателите на партиите ќе имаат уште една последна консултација, така што јас очекувам некаков предлог веќе да биде даден во текот на оваа недела. Сите останати шпекулации за дополнителни реконструкции се шпекулации. Така што сега сме, наместо да го шириме проблемот, сконцентрирани сме да најдеме решение таму каде што реално должиме решение, а тоа е пополнето место во Министерството за здравство. Инаку вие знаете, заменикот функционира, меѓутоа свесни сме дека е добро целиот владин состав да биде во полн капацитет. Јас пак би се вратил на буџетот. Пред 10 години пишував за купување на борни коли, така бе крстени тогаш, нали, оклопни возила за превоз на пешадија, би биле, веројатно, како обврска кон НАТО. Тоа беше прилично голем залак, меѓу 90 и 250 милиони евра. Дали тој притисок од НАТО постои се уште? Тоа сакам да прашам. Да бидам искрена, она што јас го добив како порака од НАТО, при секоја посета, не е притисок да трчаме во набавки. И во ниеден момент не е притисок да купиме нешто, па што и да е. Клучниот притисок е, зголемувајте ги парите, ви требаат, зголемувајте ја борбената готовност, но водете сметка да ги давате парите таму каде што прво ви се потребни. Затоа критиката и од таму е дека во изминативе неколку години единствените пари кои се дадени за опрема се за развој на воздухопловството, кое што во принцип не се смета за наш приоритет во НАТО. И дека на сметка на тоа се подценети копнените сили, кои што се дел од нашите декларирани сили. Така што не случајно оклопните возила беа дел од оној план за модернизација, убедена сум дека тие ќе бидат дел и од следните, меѓутоа големи биле разликите околу тоа кој тип на оклопни возила. Така што притисокот од НАТО е да,
државата, ако сака да биде член од големиот систем НАТО, треба да дава и соодветни контрибуции, односно издвојувања за одбраната. Меѓутоа, клучно прашање е како попаметно да ги трошите на вашите вистински приоритети. Еден дел од проектите кои што беа дел од планот за модернизација, според НАТО, апсолутно не треба да бидат приоритети на Република Македонија. Така што ќе имаме буквално можност за секоја од овие приоритетни набавки да комуницираме и да се консултираме и со НАТО сојузниците и да видиме што е она што прво треба да се набавува. Но тој тип на притисок купете, до сега, да бидам искрена, на вистина не постоел, барем не кон оваа влада. Ви благодарам многу на вниманието.